Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на вечерашната емисија, односно тема која ќе обработуваме во наредните неколку емисии, се кризните региони на Балканот, односно тие кризни жаришта, од кои во изминатите 20 години зависело минатото, а богами ќе зависи и днината на Балканскиот полуостров. Ово е градот Вуковар или градот Херој, кај што во таа војна од 91 до 95 година на територијата на Хрватска се водеа најжестоките битки. Колку години вкупно вие поминавте во Хаг? Бевте нели осуден за тие настани и сочување во Вуковар? Колку години вкупно поминавте во Хаг? Јас сум таму во Хагу провео негде околу 8 година, укупно 10 кад рачунамо неке притвори кои су ме чували као на плена слобода како се брои и тако редом. To je bilo jedan period koji je bio isto neka škola u mom životu, ja bih tako rekao. Вие сте во Хаг поради Вуковар, поради тие случувања во Вуковар, според информациите нели кои се познати, вие некаде септември 91 година прв пат доаѓате во Вуковар. Pa vidite ovako da vam kažem, ja sam 91. godine bio oficir Jugoslovenske narodne armije, tada je bila država koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, ja sam bio oficir te države i sad mi neki prigovaraju kako sam ja i u Hagu su hteli tužioci me dokazuju da sam ja komandant nekakvih srpskih snaga, to uopšte nije tačno. Градот Вуковар е еден вид на Сталинград во тие крвави војни на просторот на поранешна Југославија, односно тоа е градот кој во тој период 91 година беше буквално срамнет со земја. Веселин Шливанчан е некој начин е персонификација на тоа сравнување со земја на градот Вуковар. Поради тие злостори кои беа направени во градот Вуковар, тој му одлежано 8 години затворска казна во Хашкиот трибунал. 2003 година вие сте уапсен и подоцна испорачан во Хаг, кај што останувате вкупно во неколку рати 8 години. Зашто сте де факто обвинет вие во Хаг? Navodno izvodio neku operaciju evakuacije Vukovarske bolnice i da smo onda odveli 400 tih, kako su oni govorili, ne Srba u toj optužnici, da smo ih pobili 460, tako su prvo navodili, pa su izmislili neke spiskove žena, dece, ovo ranjenika i tako redom. 264 ubijeni, nekada okolo 400 raniti. Ja sad govorim o toj prvoj optužnici kako je bilo, pa su posle oni to menjali, smenjivali, tako da su tek neku treću optužnicu mene napisali kad sam došao tek u Hag, u zatvor, i na kraju nisu dokazali ništa od toga, jer to nije bilo istina. Што де факто се случуваше во градот Вуковар? Според хрватски извори се загинате некаде помеѓу 2900 и 3500 до 3600 бранители на градот Вуковар. Според српски извори се загинете некаде околу 1100 луѓе кои од српска страна настојувале да го заземат градот Вуковар и некаде се околу 2500 ранети. Од тоа се уништени некаде околу 1100 тенкови, што укажува дека во градот Вуковар таа 91 година навистина се воделе крвави, ама баш крвави воени дејства. Имате интересна кариера, сте биле дел од обезбедувањето, некој велате шеф на обезбедување на поранешниот министар за одбрана Велко Кадиевич, некада на крајот на 80-те години. Ja sam bio načelnik bezbednosti Gardijske moćne brigade i Gardijska moćna brigada je bila zadužena za obezbeđenje svih vojnih i političkih rukovodioca tadašnje SFRJ-a, posebno kad se nalazi u vojnim objektima, pa obezbeđivao sam i Veljka Kadijevića. Sa njim sam se vrlo često sretao, dogovarao, jer po tom poslu koji sam obavljao morao sam da znam i za njegovu porodicu, za njega i sve ostalo. To su radili ljudi koje sam ja naređivao i određivao i mislim da smo tačno, precizno i dobro radili kao i kako za Kadijevića, tako i za sve druge rukovodioce vojne. Obezbeđivao sam ja vrlo često tadašnjeg i Krila Grigorova kada je boravio u našim objektima ili bilo gde drugo i bilo je sve korektno i sretao sam se sa tim čovekom ili sećam se Lazara Kuliševskog, evo na primjer i tako. Ja sam radio profesionalno svoj posao i bilo je to primerno i dobro. Значи вие бевте начелник за безбедносната гардиска бригада. Да, тоа е една од елитните бригади. Гардиска моторизована бригада е била единица која е bila samostalna jedinica koja je ranije za vrijeme Titove života bila počinjena direktno predsjedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Koga vije prv pat zamenuvati odite vo Vukovar? Otišao sam u septembru 1991. godine, negde bio je to, ja vjerujem, oko 30. septembra ili 29. Da izvršimo zadatak taj
1991. godine da bi deblokirali svoju kasarnu. Što se slučilo u toj moment u Vukovar? Ja sam tu u nekim emisijama i u mojoj knjizi Sine budi čovjek, ja sam napisao u jedno poglavlje u Vukovaru gdje piše koliko je tamo bilo doterano raznih obroka hrane NATO pakta, recimo da bi se koristilo za ishranu. Čitava su skladišta bila da bi narod je bio, a posebno ta paravojska osposobljena da mnogo može tu dostane i da se bori. Utvrđeni su bili položaji, postavljena velika minska polja, jer oni su svu teritorijalnu odbranu koja je bila tada iskoristili za to da bi se pripremio jedan grad baš za borbu, a služili su se potpuno onom taktikom i onim kako smo mi učili da treba se braniti zemlja u slučaju okupacije Jugoslavije i tako redom. Znači se sprema dolgo za odbranu na Vukovar? Jeste, oni su to pripremili, znali su i što je najvažnije posle sama deblokade samoga tog grada od tih ljudi koji su bili privedeni kao pripadnici paravojske i su se predali. Dosta je bilo ljudi koji uopšte nisu bili iz Vukovara, nego su bili iz raznih drugih gradova Hrvatske, pa čak je bilo dosta inostranstva plaćenika koji su tamo došli da bi vodili neke sukobe i tako redom. Znači, jednostavno Vukovar je važno čvorište i zbog luke na Dunavu i zbog toga gdje su živjeli i zbog toga kakva je hrvatska teritorija, da je taj Vukovar tada, da međunarodna zajednica nije to sve uradila, onda pola Slavonije bi bilo tamo gdje su živjeli Srbi, bilo bi to, ko zna, bile bi neke nove granice, bilo bi drugačije, ali eto, to je to tako. Teški se te човечки трауми и трагики поради падот на Vukovar или тие крвави случувања во и околу Vukovar. Желјко Сабо беше донеодамна градоначалник на градот Vukovar, е пратеник во парламентот на Република Хрватска, после падот на Vukovar беше неколку месеци во затвор во Ниш и на територијата на СР Југославија, после враќањето станал градоначалник на Vukovar. Да слушнеме дел од тие човечки трагики на луѓето кои минуваа таа вуковарска криза и тие вуковарски трауми. Вие учествувавте во таа одбрана на Vukovar, подоцна бевте заробени, бевте неколку месеци или извесен временски период во оние затвори или бегалски кампови или заробенички кампови во близината на Ниш. Колку време учествувате во одбрана на Vukovar? Pa čujte, ja sam rođeni Vukovarac i mi koji smo u Vukovaru znamo da je to u principu počelo intenzivno 2.5.1991. godine. Onog trenutka kada su ubijeni 12 policajaca u Borovu Selu, tada je počela prava opsada Vukovara. Mi smo već tada bili u opsadi, bilo je sporadični pucnjava. Bitka i napad za Vukovar je počela ranije, mada otvorena jedna agresija je bila 24.8. kada su iznad Vukovara srušena 3 aviona, 2 su srušena i pala su u Vukovar, 3. je u vatri i u dimu preletio Dunav. I tada je počelo, ali u svakom slučaju, znači, nakon zarobljavanja 20.11. to je bila posljednja grupa zarobljenika i ja sam bio jedan od zapovjednika u logistici koji su zarobljeni i kao brojni Vukovarci, nas negdje oko 8.000 je odvedeno u zarobljeništvo u Srbiju. Ja nisam vjerovao u te logore, nismo vjerovali da se to sve može događati u stoljeću u kojem smo živjeli, ali doživjeli smo ono što sam samo gledao na filmovima i moram reći da vrlo često nisam vjerovao u filmove, u zarobljeništva, da na 1000 ljudi budu maltretirani od nekoliko naoružanih vojnika, ali to sam doživio i shvatio sam i razumijem te filmove. Znači, koliko vreme bevte vo tije zatvori vo Niš? Bio sam 3 mjeseca i bio sam prvo zarobljen u Begejcima kod Zrenjanina, a bio je nedaleko još jedan logor, znači u Stajićevu, to je bilo oko Zrenjanina i kasnije, nakon određenih razmjena koji su bili, mi preostali smo otišli u Niš, a nakon Niša svi su završili u Sremskoj Mitrovici i posljednja grupa zarobljenika je iz logora izašla 24.8.1992. godine. Пред војната 1991 година во Vukovar живеат некаде околу 44% Хрвати, 37% Срби, еден од 10 најразвиени градови на просторот на поранешна Југославија и што е интересно, 1920 година во градот Vukovar беше формирана Комунистичката партија на Југославија. Vukovar беше срамнет со земја. Зошто според вас беше потребно еден таков град на реката Дунав? Во еден период се сметаше меѓу 10 најразвиени градови
по глава на жител во поранешна СФР Југославија, зашто според вас Вуковар мораше да биде на тој начин сравнет со земја? Vukovar su i to sve rušile, ne samo JNA, rušile su i tadašnje te paravojne snage Hrvatske, rušili su i razni dobrovoljci. Dosta je bilo i trošnih kuća koji izgledaju tako na snimku kako izgledaju i dosta je bilo i rušenja od strane postrojnog eksploziva koje su bile zaprečavane, pa onda kad naiđu jedinice JNA, oni neće da idu tamo možda to razminiraju, nego nekako opali neka recimo jedan veliki podrum mina ili eksploziva pa digne se toga u vazduh i tako redom. A najbolje bi bilo je da je dejstvovala tamo na Vukovar i avijacija, ja nisam bio komandant avijacije, ne znam koje su ciljeve oni dobijali i zašto, ali sve je bilo podređeno tome, ipak verovatno tadašnje rukovodstvo JNA, da i oni su se našli u teškom položaju da tako jedna paravojna formacija odmah može da kaže nećemo mi ćemo to, i ovi su hteli da izvrše neki svoj zadatak, ali eto, ja vjerujem da su se trudili da ne gađaju te civilne ciljeve i žrtve, a onda... Мислите дека беше прашање на престиж на тогашното раководство на ИНА да мора да биде по секоја цена? Pa možda, verovatno, ja ne mogu na ta sva pitanja odgovarati, ali samo mislim da nije lijepo što je taj grad tako srušen, i ja sam rekao posle, kad su završeni ti sukobi, ima moja izjava negdje da sam rekao trebali bi svi ljudi čitave Jugoslavije, svi novinari svijeta i svi da dođu u taj grad Vukovar i da vide kako je zlo tamo se desilo. Командата на целата таа операција за освојување на градот Вуковар, или поточно речено за срамнување на градот Вуковар, му беше даден на генералот Живота Панич. За тоа колку тој бил успешен и колку српските власти биле задоволни од него, покажува фактот дека веднаш после Живота Аџич, односно Благо Аџич, кој заминал во пензија, на негово место на функцијата началник на генералштабот на поранешна JNA, а подосна војската на СР Југославија, доаѓа Живота Панич и тој останува таму на таа функција некаде до средината на 93 година, кога е заменет од Момчило Перишич. Кој све војуваше во Вуковар? Велите дека Хрватска била добро организирана, дека биле добро фортифицирани, дека располагале со многу опрема, многу муниција. Ако не се лажам, спомнувате и во вашата книга, а и овде спомнувате пред малку, дека и храна од НАТО доаѓала до хрватски доброволци. Од друга страна, тука е СПО, партијата на Вук Драшковиќ, тука се некои можеби Арканови тигри. Значи, тоа е почетокот на војната, кога многу доброволци од едната и од другата страна се вклучени, плюс JNA, значи плюс територијална одбрана на Хрватска, плюс територијална одбрана која се одцепува од Хрватска и е со српските сили, со српското население. Значи, има многу војска тука во тој период во Вуковар. Hrvati su po tome što smo mi tamo našli zaista bili pripremljeni, oni su znali šta hoće, a mi smo tamo dolazili i onda je vrlo često dođe jedinica, ova druga ode JNA, kažu primirje, ovi ti odmah dođu mirovnjaci iz razni Evropljani. Mi smo recimo prvi dan, ja sam to mogao sad, evo malo pročitati tu moju knjigu Sine budi čovjek, mi smo mogli za 2 dana da rešimo Vukovar. Mene je Marin Vidić bili kad je taj poverenik Hrvatske vlade za grad Vukovar, kad sam ja njega konačno pronašao, kad je blokiran Vukovar, on je rekao pa što ne rekrenuli su onda još 2 sata, vi biste toga datuma kad smo mi došli, kad je došla neka strašna jedinica, mi bismo odmah smo htjeli da se predamo. A zašto nismo krenuli? Zato kad smo mi ušli u grad, kad smo krenuli da blokiramo svoju kasarnu i da nađemo svoje vojnike, mi smo krenuli po svim propisima i ušli smo u grad, izvršili, imali smo i ranjenih, nekoliko poginulih i tako redom. A onda na jedno došlo naređenje da stanemo. Što? Da uđe konvoj međunarodne organizacije u Vukovar. I onda smo mi 10 dana se baktali sa tim konvojem. Tako je bilo nekoliko puta prekide. I taj Marin Vidić, posle svega toga kad se desilo, on kaže, pa mi smo toga dana htjeli da se predamo i vi ste stali, onda mi kažemo nećemo. Onda im je došao konvoj pa im neko prenio te naređenja da se oni ne predaju. Znači, neko je znao iz međunarodne zajednice šta treba da radi, koji su zadaci, koje obaveze, ko koliko može, i po mene, glavni cilj je bio samo što više razbiti Jugoslovensku narodnu armiju, uništiti je i onda više nema niko otpora ko bi mogao da čuva i brani tu državu Jugoslaviju. Само на 30 на километри западно од градот Вуковар се наоѓа градот Винковци, и од тие причини Вуковар има едно исклучително стратешко значење, или имаше исклучително стратешко значење за таа српска или поранешна Југословенска народна армија, која ги бранеше српските интереси тука во Хрватска, за реализација на таа нивна стратешка определба, линијата на разграничување помеѓу србите и хрватите да биде по таа линија Винковци, Вировитица, Карловац, Карлобак. Која де факто беше вашата задача во Вуковар? Која де факто беше вашата улога во Вуковар и која функција и позиција имате таа 91 година во Вуковар? Pa ja sam prije, znači naša jedini zadatak tada je bio
da idemo da se deblokira kasarna koja je bila blokirana sa svih strana, opkoljena sa paravojskom Hrvatske, da se pronađu ranjeni i zarobljeni vojnici koji su bili odvedeni i oteti. Koliko i da se razoružaju paravojne formacije, one koje ne smiju da nose oružje. Evo, ja nemam sad tačne podatke koliko je iz drugih jedinica bilo tih vojnika. Znam, evo, sećam se, sad ću vam reći imena, da je taj oficir bio poručnik, bio je u kasarni u Vukovaru, bio je član veća Vukovarske opštine, delegat ispred vojske, i otišao je na sastanak i ubili su ga. Nije se vratio. Od vaša ta kasarna? Iz kasarne iz Vukovaru. A iz moje jedinice, iz gardijske brigade, jedinice koje sam ja pripadao, je kad su poneli hranu, kad smo mi rekli da ćemo dostaviti hranu tim vojnicima u Vukovaru, zarobljeno je prvog dana kad su im, samo uveče što smo došli, odjednom nam je oteto 10 vojnika, sačekali su ih tamo, oni su otišli da odnesu hranu i uveče više se nisu vratili. Od tih 10 pronašli smo samo dvojicu teško ranjenih, ostali su svi bili ubijeni i zapaljeni tamo gdje nije trebalo. A mi nismo znali dok nismo to pronašli. Tek smo to saznali 18. novembra šta se sa njima desilo. Postojno se govori za ta linija Karlovac, Virovitica. Šešelj je kaže ta linija, меѓутоа и одомаќена е на некој начин во сите тие дебати околу голема Србија, мала Хрватска и така натаму, таа линија. Значи, дали проектот Вуковар, можеби вие не сте знаеле, дали проектот Вуковар можеби беше дел од една таа стратегиска линија, српските сили или делот на српските единици во рамки на поранешна JNA да бидат стационирани на таа линија, тоа е Карловаc, Virovitica. Nije nikada bila ni moja zamisao, niti bilo kog starešine koga sam ja slušao, niti sam kad čuo da ćemo govoriti o takvoj nekoj liniji. Точно 87 дена траеше обсадата на JNA на градот Вуковар и конечно градот Вуковар капитулираше на 20 ноември 1991 година. Бевте ли мачени дали во тој период човек може да поверува дека ќе заврши тој затвор, дека после тие затворенички денови вие ќе станете градоначалник на Вуковар или градоначалник на градот кој го браневте? Од тие моменти веројатно вие се боревте само за вашиот живот, како да може да купите ден повеќе и да преживеете. А денес пред неколку години вие станувате градоначалник на градот кој го браневте, Вуковар, кој на некој начин од пепелта почнувате да го кревате нагоре. U tim trenucima nisam nikad mogao ni pomisliti da bi postao gradonačelnik Vukovara. Поминавте ли тешки малтретирања, тешки голготи? Што се случува во тие затвори? Има најразлични приказни. Се кажува за разни зверства, разни малтретирања што им се прават на затворениците. Вие бевте сведок на тие малтретирања. Како е да се помини 3 месеци во тие затвори во Србија, како војник кој го бранил Vukovar 91-92 година? To jednostavno dođete u tu situaciju da razmišljate da to nije moguće. Prije svega dolazite u tu situaciju da razmišljate da je to neka greška. Sami sebi postajete bedasto naivan. Ne vjerujete i sve razmišljate da je to greška. Greška što je 600 ljudi ili 700 ljudi u jednoj štali na betonu, na slami. Razmišljate da će tu grešku neko ispraviti, da će doći, da će biti sve drugačije. Međutim, iz dana u dan počinjete prihvaćati tu činjenicu i počinjete zajedno sa ljudima koji su oko vas voditi računa kako da te dane, da se organizirate kao zarobljenici, da jedni drugima pomažemo u smislu jednostavno preživljavanja, a sve ono što se pričalo i što se događalo, puno toga se još nije ispričalo gore. Колку точно бевте во тие затвори во Србија? Čujte, negdje oko 9000 Vukovaraca je prošlo zarobljeništva, ali ono što ja znam da sam ja bio u Begecima, da nas je bilo negdje oko 700 u jednoj štali. A točno koliko vreme ostanavte во тие затвори во Србија? Ja? Da. 3 mjeseca. Bio sam do 23.11.12. u Begecima, a posle toga jednostavno u Nišu. И колку време после тоа ви требаше да се вратите во нормален живот? Čujte, vrlo je teško doći u tu situaciju, govoriti o tome, ali onda je dolazio, ja bih rekao opet, još jedan vrlo težak period kada postajete prognanik, kada patite za svojim gradom, patite za svim prijateljima koji su poginuli i puno toga treba čovjeku da poslaže. Ja bih rekao da u jednom trenutku moje osobne golgote kao prognanika mi je sigurno pomoglo što sam otišao u Austriju raditi na crno i radio sam 6 godina u Beču
da zaradim za djecu, za bicikle, za osnovne stvari, robu, garderobe, da im pružim da bar u materijalnom smislu neki standard za njihovo obrazovanje i školovanje. Градот Вуковар е изграден на обалата на реката Дунав. Ова позади нас, почитувани гледачи, е реката Дунав. Всушност Дунав треба да биде таа природна граница помеѓу Република Србија и Република Хрватска и де факто таа граница би требало да помине некаде по средината на реката. Меѓутоа се уште не е официјално утврдена таа гранична линија во овој дел помеѓу Хрватска и помеѓу Србија, иако пред неколку месеци тука во Вуковар имаше огромни протести околу прашањето дали може да се употребува кирилицата тука во Вуковар, може да се претпостави дека со мало чкорче може да запали повторно оган помеѓу Србија и помеѓу Хрватска околу прашањето на границата. Денес Вуковар е повеќе од 90 до 95% обновен град, меѓутоа се уште постојат траги на тоа минато, се уште постојат разрушени куќи, меѓутоа најмногу постојат траги во душите на луѓето и тоа ескалираше некаде пред пола година кога тука во Вуковар имаше огромни протести против неупотребата на кирилицата во официјалната кореспонденција на градот Вуковар. Добро, се каете ли многу луѓе загина таму во Вуковар, не велам дека загина од вас. Вие значи на суд докажавте дека тие обвинувања на Хрватска дека некаде околу 400 заробеници, 264 убиени луѓе. Или зашто ве обвинување како геноцид, како една форма на геноцид. Дали имате кајање кај вас дека можеби сте виновен за тоа што ве обвинува, без разлика дали судот ве ослободил или сте одлежали 8 години затвор? Мене е жал због свега тога, али ја се не кајам због тога затоа што ја нисам ни тако нешто наредио, ни тако нешто желio да се деси, али сам као војник и официр био дужан да извршам своje постојане задатке и да во своју единицу водим као ономе да изврши задатак да има што мање жртва. Добро, генерале, кој све војуваше во Вуковар таа 91 година? Бевте на лице место. Кога човек ги чита тие белешки или тие архиви, испаѓа дека тамо имало толку доброволци, имало толку доброволјачки, да речеме, единици, имало толку паравоени формации, имало толку партиски формации, па имало територијални одбрани, па паравојни сили на Хрватска, па полициски сили на Хрватска, па војски од овде. Значи тамо безмалку било како не знам, како Бејрут војувал секој со секого во еден временски период. Па највише скубljavali stanovništvo tog samog grada. Na jednu stranu su bili Hrvati, na drugu stranu Srbi. Поранешни комшije, znači. Oni koji su između sebe znali se gdje je ko šta, JNA je pokušavala dosta vremena da stane između tih, da to se ne dešava. Poslije kad su počeli da ubijaju se i pripadnici Jugoslovenske narodne armije, onda ja mogu da kažem, to sam izjavio i pred Međunarodnim sudom, da ja ne mrzim nikoga, ali ja nemam razloga da mrzim Srbe, jer nijedan Srbin nije opalio ni jedan metak na moje vojnika. Ja tada u mojoj jedinici, to sam i rekao javno u jednoj emisiji još tada, 1991. godine, u mojoj jedinici nije bilo samo Albanaca, svi ostali pripadnici naroda koji su živjeli na teritoriji Jugoslavije, bili su i Slovenci, i Hrvati, i Makedonci, i bilo je Hrvata mnogo i recimo pričao sam o vojniku koji je prvi poginuo. A što je poginuo? Samo zato što je na mesto šatora da se kuva hrana, a pala je granata od tih pripadnika paravojske i ubili su nam 3 vojnika i među njima i to Hrvata. I tako redom, to bi bilo sad dosta. A ovo sve je netačno, verujte, sve je netačno. U pravim borbama sa strane Jugoslovenske narodne armije možda je učestvovalo na prvoj liniji fronta gdje je kasnije došlo, možda je učestvovalo najviše 200 do 300 vojnika. Ja čujem, barata se sa ciframa i do 80.000 и до 90. На том делу где сам ја био. Тука некаде правиме прва пауза за реклами. Погледнете ги рекламите и веднаш потоа се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Атив Дудаковиќ беше легендарен командант на 5-тиот корпус на армијата на Босна и Херцеговина, односно тој е корпусот кој игра клучната улога во ослободувањето на Босна и Херцеговина, во растурањето на тие српски сили кои го помага Фикрет Абдич Бабо, односно таа автономна покрајна западна Босна и Херцеговина, има битна улога во ослободувањето на Книн и на Книнската околина. Од друга страна, неговата армија дојде до самата граница на Бања Лука, кога беше прашање на време влегувањето на 5-тиот корпус на Атив Дудаковиќ во Бања Лука, тој е спречен. Всушност, Атив Дудаковиќ подоцна станува и командант на таа здружена армија на хрватите на босанците во рамки на Федерацијата Босна и Херцеговина и еден од легендарните команданти од бошњачка страна во таа војна 92-95 година. Господине Дудаковиќ, вие со вашата армија, со вашиот корпус стигате до Бања Лука. Тоа е некаде летото 95-та година, есента 95-та година. И ако некој не ве спречеше, вие ќе влезевте слободно во Бања Лука, тогаш може би текот на историјата ќе имаше сосема поинакви димензии. Кој го спречи Атив Дудаковиќ да влезе во Бања Лука? Тачно е то да е било ултиматума од стране НАТО-а да се прекину операции према Бања Луци. Могло е још да се ослободи Приедор или нека друга места, али Бања Лука не. Ако не беше тој ултиматум на НАТО или на тие американски структури, политички елити, ви веројатно ќе влезевте во Бања Лука. Заедно со корпусот кој го водевте, заедно со дел на единиците на бригадите на хрватската армија, бевте супериорни на теренот. И ако не беше тој ултиматум, веројатно ќе се прошетавте и ќе влезевте во Бања Лука. Да, били су и хрватски, и мои планови, продирања, обилажења Бања Луке, продирања ка на правцу Брчко, Бjeljina i moje bilo je viđenje da će rat se završiti na granicama Drine, a onda će neko ustrojstvo teritorijalno biti Bosne i Hercegovine, normalno bez Republike Srpske, ali situacija na terenu ili moć velikih, prije svega NATO-a i Amerike je odlučila i već je bilo govoreno o Republici Srpskoj. Ja nisam znao za pregovore na najvišem nivou i smatram to jednom velikom greškom mojih političara što su pristali da opstane ovaka kakva jeste danas Republika Srpska. Сега ако се читат мемуарите и на Холбрук и на останатите политичари, се гледа дека таа 95-та година Милошевиќ интервенира кај Холбрук да биде прекината операцијата за освојување на Бања Лука од страна на вашиот корпус и на делови на хрватската армија. Значи во тие мемуари веќе може многу јасно да се прочита, да се види дека точно се знае како е стопирана таа акција за освојување на Бања Лука. Da, tako je. Sjećam se tih posjeta meni u moj štab u Sanskom mostu. Кој доаѓаше во посета? Od strane oficira NATO-a sa preciznim zadacima da se obustave dejstva. Sjećam se bespilotnih letjelica koje su kontrolisale situaciju na terenu. No, normalno da sam ja malo izordavao, tako bilo je produženje 2 dana. Mi smo trebali obustaviti borbena djelovanja 10. ali je tad oslobođen i Sanski most. I lično sam rekao da nisam dobio naređenje pismeno od predsjednika s obzirom na udaljenost od mog komandnog mjesta. Međutim, taj oficir je izvadio papir, kaže, evo naređenje da se stane. Бања Лука и Република Српска денес е едно од тие невралгични точки на Балканот. Тука се поставува прашањето дали ако американците таа 95-та година дозволеа да падне Бања Лука, денес ке постоеше Република Српска и дали проблемите во Босна и Херцеговина ке беа помали или поголеми ако американците таа 95-та година немаат договор за поделба на Босна на 51 за бошњачката страна, 49 за српската страна. Односно, дали тој план на американците
1995 година, всушност и денес е генератор на одредени кризни случувања на целиот Балкански полуостров. Вие бевте тоаш дел од кабинетот на Фрањо Туđman. Ja sam bila savjetnica za politička pitanja u Franje Tuđmana i vodila sam pregovore i sa međunarodnom zajednicom i sa pobunjenim Srbima. Desna raka na Hrvoje Šarinić bevte vije vo toj period, ako ne se laže. On kada je otišao iz ureda, jer Hrvoje Šarinić je bio predstojnik ureda koji je dolazio i odlazio, praktički te pregovore sam vodila nakon njega ja. Знаевте ли за тие 13-14 тајни средби на Hrvoje Šarinić со Slobodan Milošević во текот на тие војни години до 95. година? Kako ne bi znala, jer dogovarali smo, bili smo u komunikaciji. Dakle, ništa mi jesmo pregovarali sa Slobodanom Miloševićem, upravo na način da je Hrvoje Šarinić bio ta spona prema Miloševiću, međutim istovremeno smo se naoružavali, dobivali na vremenu, dakle ta 94. godina bila je korištena za pregovore. Uvijek su na pregovorima bili i predstavnici međunarodne zajednice, tako da se zna, Hrvoje Šarinić je uvijek išao avionom koji mu je osigurao Thorvald Stoltenberg ili Peter Galbraith. U Belgrad. Naravno. Nije se to moglo događati bez znanja međunarodne zajednice. Очекувавте ли да биде толку пасивен Милошевиć при таа операција во Книн, бидејќи не се испука ни еден куршум од српска страна? Ne, nije točno. To je bila taktika. Dok smo pregovarali, istovremeno smo se naoružavali. I kada je naš stupanj spremnosti bio toliki da smo procijenili da možemo osvojiti i vratiti svoja područja, posebno iz toga što su naši komunikacijski sustavi bili takvi da smo mogli pratiti te relacije Knin, Banja Luka, Beograd, i vidjeli smo da tu postoji velikih problema. Milošević je imao velikih problema, posebno sa Martićem. Boru Mikelića su oni maknuli, a Boru Mikelić je bio povjerenik od Miloševića. Pa su se Karadžić i Martić počeli ujedinjavati. Nova tvorevina na teritoriju Hrvatske apsolutno za Hrvatsku nije bila prihvatljiva i mi smo morali poduzeti određene akcije. Ова е популарната книнска тврдина, почитувани гледачи, и тука на 5 август 1995 година председателот на Република Хрватска господинот Фрањо Туđman го постави хрватското знаме. Тоа значеше влегување на Република Српска крајна или нејзино враќање повторно во составот на Република Хрватска. Ние се наоѓаме денес пред зградата на општина Книн. Денес во оваа зграда е избран градоначалник од родовите на хрватската националност. Пред 15 години во истата оваа зграда беше седиштето на таа Република Српска крајна, односно во истата канцеларија, кај што денес ќе ја снимаме градоначалничката на градот Книн. Ние пред 15 години веројатно ќе снимавме интервју со Милан Бабич, човекот кој беше на некој начин символ и прв човек на таа Република Српска крајна. На некој начин Книн е символот на тоа наново формирање на хрватската држава и тоа што се случи 1995 година, веројатно на некој начин символизира целата таа битка или борба на хрватскиот народ од 1991 до 1995 година. Da, Knin je prije svega simbol hrvatske pobjede oslobađanjem teritorija grada Knina, odnosno i susjednih okupiranih teritorija nekadašnje takozvane Republike Srpske krajine. Hrvatska je, možemo reći, uspostavila svoj cjelokupni teritorij i nakon toga mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja, odnosno Vukovara, Hrvatska je postala slobodna zemlja. Stoga 5. kolovoza kao dan pobjede se svečano slavi centralno u Kninu i ne samo taj dan, nego znači Knin ipak je ostao kao simbol hrvatske pobjede i grad u kojem se znači agresor doživio poraz od svog stvaranja velikosrpske države pa u konačnici do gubitka te iste države. Како со помош на Фикрет Абдич Бабо и таа негова автономна област, Западна Босна и Херцеговина, Слободан Милошевиќ и Фрањо Туđman сакаа да го рушат Алија Изетбеговиќ, односно на тој начин на теренот на војните и борбените дејства да ги заселат позициите на Хрватска и на српската страна. Кој го одржуваше толку долго во живот тој проект на Фикрет Абдич? Вела дека освен србите кои се присутни тамо, тука се структурите на Легија, тука се структурите на Аркан, дека дел од хрватската држава, посебно Туđman, го финансират проектот на Фикрет Абдич, тамо влагаше големо количество на оружје, големо количество на нафта.
Значи, тоа беше еден простор кај што се правеа многу црни операции, танге-франге операции. Многу црни пари беа тамо направени. Па подоцна и после паѓање на проектот на Фикрет Абдич, тој се повлече да живее во Хрватска. Србите денес не кријат дека го поддржува Фикрет Абдич, бидејќи тоа е еден многу битен стратегиски дел на Босна и Херцеговина, кој на некој начин безмалку може да ја пресечи кога сака Хрватска на два дела, делот на Далмација и делот на останатата Хрватска. Мислам дека тој проект на Фикрет Абдич ви правеше големи проблеми и тоа беше првиот муслимански судир во таа војна 92-95 година. Тој им овозможуваше и на хрватите и на србите да каже дека тие немаат проблем со муслиманите. Туку дека Али Изетбегоvić има проблем со сите, па еве се кара и се тепа и самите муслимани меѓу себе. Abdić je bio jedna karizma, potpisao je vrlo vješto deklaraciju sa Karadžićem u prisustvu Miloševića, deklaraciju sa Bobanom u prisustvu Tuđmana, dobio je tada potporu, dobio je potporu i od međunarodne zajednice. Tako da to nimalo nije naivan samo potez radi nekog šverca ili stvaranja Lihtenštajna. U stvari bilo je to razbijanje Bosne i Hercegovine, jer da je uspio projekt Fikreta Abdića ne bi postala Bosna i Hercegovina, ni u ovakvom obliku nikako, a pitanje kako bi bilo i sa Hrvatskom. Jer sigurno da bi tada SAO Krajina opstala. Mislite Knin? Да, Книн би опстал. И ден денес никој со точност не може да каже каква е таа бројка или колку изнесува таа бројка на загинати срби и загинати хрвати во тој период од 91 до 95 година, кога на овие простори беснеше таа крвава војна. Бите ли зелено светло од американците да трнете во таа операција Книн? Бидејќи, знаете, ако имате 13 или 14 средби на Шаринич со Милошевиќ, ако комуникацијски можевте да ги следите сите тие разговори на Книн со Бања Лука, на Бања Лука со Белград и обратно, и то нели беа некои стенограми објавувани во Глобус како се слуша Милошевиќ, како се прислушкаат неговите телефони, значи безмалку во спалната соба вие знаете на Милошевиќ што се случува во тој временски период. Имавте ли направено проценка дека Милошевиќ нема да интервенира без разлика вие што ќе направите во Книн? Dakle, Milošević tu više nije imao te snage i te moći. Prvo, naoružili smo armiju BiH. Hrvatska je bila potpuno spremna vojno. Za Oluju su znali svi oni koji su trebali znati, kad govorimo o međunarodnoj zajednici. Možda još rano o tome javno govoriti, ali oni koji su trebali znati su znali. Ono čega su se uplašili u međunarodnoj zajednici je upravo taj ulazak zajedničkih trupa Hrvatske i armije BiH, dakle Hrvatske vojske i armije BiH u Banja Luku. I to je sprečeno? Da, to je spriječeno, iako su već snage bile na ulazu u Banja Luku. Зошто е спречено? Дали уште предходно постои тој договор за таа 51-49% подолба на Босна и Херцеговина? Не. Зошто, например, Холбрук би интервенирал така брутално кај хрватското и боснанско раководство се спречи влезот? Toliko je napeto bilo, toliko je bilo napeto da je Milošević prijetio da će jednostavno ući, da će Srbija ući u rat, ne? Значи само за Бања Лука Србија се закани дека би можела да влезе во војна. Da. Ja ću podsjetiti, dakle, u istočnoj Slavoniji je bio Novosadski korpus. Novosadski korpus je praktički sa svojim naoružanjem i svim što je imao mogao je tući bilo koji dio Hrvatske. Bilo koji dio Hrvatske. Dakle, tu su bile dalekometne rakete 400 km. To je bilo toliko naoružanja, koncentriranog. I to Milošević nije puštao ni za što. Ги држеше во источна Славонија. Да. Тука беа. Da. Međutim, kako su se odnosi snaga promijenili, u Daytonu praktički je Tuđman dogovorio novu, Tuđman nije puštao ni milimetar. Ni milimetar. Dakle, strateški je odradio stvar, komad po komad je vraćao okupirano područje. Najgori dio za vratiti je bila istočna Slavonija. Zašto? Zato što je bila kompletno reintegrirana u Srbiju. Tu je bio taj Novosadski korpus raspoređen skroz do Osijeka. I rekla sam, bilo koji dio teritorija se mogao tući.
целата своја логистика ЦИЕ имаше ставено на страната на Хрватите и на страната на муслиманите. Им дозволуваше одредено вооружување, дел од своите пензионирани генерали американската армија ги праќаше да бидат тренирани армиите на Хрватска, армиите на Босна и Херцеговина. Целата своја инфраструктура ЦИЕ ја стави на располагање на Хрватите со прислушкување на структурите на Караджич и на просторовите на Слободан Милошевиќ, односно целата своја инфраструктура американците ЦИЕ ја ставија да биде реализиран тој план за 51,49% подалба на Босна и Херцеговина, намалување на силата на српската страна во Босна и Херцеговина и нивно носење на тој Дејтонски мировен договор. Кога човек ќе гледа таа стратегија, таа се подпира на неколку точки. Да. Значи вие преговарате, а во исто време се наоружувате. Апсолутно. Значи година и пол дена вие тренирате условно речено да ја вратите таа крајина или Книн. Во исто време, дали спонтано, дали под сугестија на американците, правите таа босанско-хрватска воена и секаква друга коалиција, подпишан Сплитски договор и така натаму, ја финансирате или опремувате армијата на Босна и Херцеговина и заеднички почнувате да делувате во Босна и Херцеговина, правите една операција, тоа е операцијата Блесак за делови на таа источна Славонија да ги вратите кај вас. И веќе гледате дека таа врска помеѓу Милошевиќ и Мартич во Книн и помеѓу Милошевиќ и Караджич не е така добра, а дека Мартич и Караджич почнуваат заеднички и самостојно да делуваат. Они се едноставно почели отимати Милошевиќу из контроле. И тоа свативте дека сте доволно силни да направите акција. Да. Oni su se počeli otimati i ta previranja u samoj krajini gdje su oni praktički izbacili iz igre Boru Mikelića koji je bio izravan eksponent Miloševića, pa su nakon toga izbacili Milana Babića. Долгогодишен директор на Gavrilovića, osobni prijatelj. Premijer na ta vlada vo Knini. Mi smo znali svaki put kada bi Bora Mikelić išao u Beograd naći se sa Miloševićem ili sa Mirjanu Marković. Добро, тие прислушкување, кој ви ги овозможува? Толку беше хрватската разузнавачка служба мокна или сепак станува збор за апсолутно безпрекорно изведени форми на прислушкување? Вие знаевте тамо колку што може да ги читам стенограмите Милошевиќ со син му што разговарал. Жена му, сопругата на Милошевиќ. Još uvijek nisu, moram priznati, se stekli uvjeti da o nekim stvarima se govori. Ali ono što bih htjela vam podvući, dakle, već 1992. godine je Franjo Tuđman tražio od Alije Izetbegovića da naprave jednu vrstu vojnog saveza. Ušte 92. 1992. godine. Međutim, Alija Izetbegović nije bio prvo svjestan da će vojska JNA se povući sva u Bosnu, a na toga je Franjo Tuđman upozoravao. Ja sam bila svjedok nekoliko razgovora kada je Franjo Tuđman upozoravao Aliju Izetbegovića da će mu sva JNA se koncentrirati, da neće otići u Srbiju, nego da će se koncentrirati u Bosnu. Значи, тоа уште пред почетокот на војната во Босна, која се смета дека некаде почнува април, мај 92 година, значи уште предходно Фрањо Туđman му нуди на Алија Izetbegović воен сојуз. Nudio mu je vojnu suradnju, međutim ovaj nije htio pristati na to, imao je svojih planova. Ако 92 година ви му предлагате на Izetbegović да имате воена соработка, тој одбива. Како тогаш ја правите 94 година? Кој го натерува Izetbegović? Не мислам дека состојбата на теренот, бидејќи неговата замисла беше да формира таа филџан муслиманска бошначка територија кај што тој ќе има власт и ќе спроведе таква власт каква што имал замислено или на каква што бил обврзан од тие кругови околу него. Меѓутоа сепак 93-94 година Алија Izetbegović прифаќа, подпишан е Сплитски договор, подпишани се некои други договори. Tako je, puno se toga dogodilo. Sjetimo se masakra koji su se dogodili u Bosni. Sjetimo se da je Hrvatska i onako već počela naoružavati Bošnjake, jer jednostavno iz vlastitih potreba smo to radili kako bi jednostavno, cijelo vrijeme smo gradili taj sporazum. Ja moram reći da je Franjo Tuđman malo bio razočaran takvim načinom ponašanja. Od Alije Izetbegović. Da, jer cijelo vrijeme mu je nudio. Jedan mali detalj, evo. Na jednu subotu te 92. godine je Franjo Tuđman sa Gojkom Šuškom, ja sam bila na radnom ručku. Ministar odbrana, ministar obrane, da, došao je Ejub Ganić i Alija Izetbegović. I mi smo, nas petero, smo sjedili
na radnom ručku u predsjedničkim dvorima i njemu je baš Franjo Tuđman objašnjavao, sad Vencov plan se usvojio, JNA, rekao je Alija, JNA će se svi će se povući u Bosnu. Alija Izetbegović je rekao, ma neće, to će otići i prema Beogradu, neće se povući u Bosnu. I Tuđman je već onako prilično iživiciran rekao, Alija, vjeruj mi, plan je da se osvoji Bosna. I onda je Alija u jednom trenutku onako isto nervozno odreagirao, rekao je, ma neće, onda je rekao, počet će vas ubijati. A onda je rekao Alija, ma neće JNA navlastiti narod. I na to je Tuđman prilično onako bio iživciran i odustao od bilo kakvog uvjeravanja. Dakle, to je bila subota. U srijedu, idući tjedan, ja sam navečer bila dežurna, imali smo dežurstvo, savjetnici predsjednika, svi su već otišli iz ureda i ja sam preuzela noćno dežurstvo u uredu. I zvao me Ejub Ganić i kaže, Vesna, molim vas pomozite, obavijestite predsjednika, Alija je uhapšen. Ja kako uhapšen, šta se dogodilo? JNA ga je uhapsio. I ja sam tada odmah zvala predsjednika i rekla sam, predsjedniče, moramo sad nešto napraviti, Alija je uhapšen. I on meni onako kaže, a jesam li mu lijepo rekao, jesam li ga upozorio, jesam li mu rekao da ne vjeruje, jesam mu rekao da će početi raditi probleme i nije vjerovao. Ključna je ta bitka za Banja Luka. Banja Luka danes je glaven grad na Republika Srpska. Bosancите i Hrvatite vela da ga bilo samo prašanje na vreme, kога Banja Luka ke padnela во нивни раце. Зошто Бanja Luka ne padne во раце на босанците и на Хрватите и дали Бanja Luka е всушност клучната точка на која американците го граде и го темелија Дейтонскиот договор за еднината на Босна и Херцеговина. Граѓаните на Бanja Luka веќе почнуваат да се повлекуваат. Да. Бидејќи вие бевте без малку допред самите порти на Banja Luka i тогаш е стопирана целата таа операција. Pa, vi kad uzmete da je Oluja trajala 72 sata, da sam ja bio u okruženju 1201 dan, a onda sam početkom moje operacije, 5. korpusa, za 3 dana došao 110 km pred Banja Luku, za oslobođenje Ključ, pa došli smo na Manjaču, za 3 dana. I Republike Srpske ne bi postojalo, odnosno Bosna bi bila oslobođena. И помогнали американците да го направите? Да. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар Сумбаско Ефтов, почитувани гледачи. Не се гледаме идниот вторник во истото ова време со вториот дел на нашата досие или на нашиот серијал Кризните региони или кризните жаришта на Балканскиот полуостров. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.